Za ВМРО-ДПМН нема ништо спорно и го поддржува предлог законот за амнестија на присутните во настаните од 27. април, изјави лидерот Христијан Мицковски. Ставот на ВМРО-ДПМН е поврзан со 27. април е јасен. Тие луѓе се обвинети за нешто што не го сториле. И тие луѓе бараат правда. Тие луѓе не бараат амнестија, не бараат милост, тие луѓе бараат правда. Од тоа кое што сум јас информиран е дека предметот се наоѓа пред Врховниот суд и дека јавното обвинителство доставило свое мислење пред Врховниот суд и дека Врховниот суд треба да одлучува. И треба час поскоро да одлучи да го врати во прв степен, бидејќи тие се само не се терористи. Во однос на прашањето за ново парламентарно мнозинство, Мицковски изјави дека тој нема да влезе во полусвет на Ковачевски и Ахмети од следниве причини. Јас нема да влезам во трката во која што се влезени полусветот управувано од раководството на ДУИ и СДСМ, кое што со закани и уцени ги притиска пратениците во парламентот. Само ќе кажам дека со секој еден изминат ден тие губат еден пратеник. Зборам тука пред се на СДСМ. Така што колку побрзо заминат, толку помалку пеколен ќе биде нивниот крај. Колку подолго останат таму и колку подолго се вовлечени во криминал и корупција, толку попеколен ќе биде нивниот крај. За тоа дали оваа власт на чело со СДСМ имаат право да вршат уставни измени за кои народот на избори не им дал мандат, Мицковски коментираше дека Ковачевски ја злоупотребува граѓанската доверба.